Првата рунда многу јако почнавме. Имав буткање, додав во доминантна позиција, имав обид за технички нокаут и само што ја фатив у зафат, заврши борбата. А интересно тоа е што недела на турнирот додека бевме во Белград, јас бев со температури, со се живо и диво, што можеме фати таа недела со кашлање, со се. И толку ми истошти физички да ако не ја завршев борбата у прва рунда, знаев дека понатаму ќе немаш енергија. Ќе биде. Кажи ми како си, што се дешава прв пат си на подкаст, да кажеме сама, како се осеќаш, какви ти беа очекувањата, да кажеме, во однос на снимањето пред да доеш? Така, одлично, супер. Да, минатиот пат бев со татко ми, сега сум прв пат на подкаст. Интересно, ново искуство. Ке те прашав како си, ама од она што можам да видам, мислам дека си супер. Зошто мислам дека си супер? Те очекува настан на 2 ноември, Да. ако не се лажам. ADCC Србија и ти си лицето на евентот кој што можам да видам. Да. Ама сега ни излезе нов надпревар од 5 до 10 светско првенство во ММА. Тоа малце не го очекувавме. Па најочигледно ќе одиме и таму, па ќе видиме како ќе видиме. Кај се одржува светско? Узбекистан. Во Узбекистан. Да, Ташкент. Тоа е IMMF Да. организацијава што... Да, аматерски ММА борби до 21 година и над 21. Ќе видиме. Интересно. Тоа е иста организација кај што освои второ место. Да, на европското. Сребрен медал, така. Да. Добро. Значи, доста настани, 2024 не е ни до пола за тебе, значи допрва почнува да кажеме сега тој што почнува сезоната на надпревари, ќе биде малце јако. интересниот дел. Како се припремаш за све тоа што следи, да кажеме? Секој ден имаме тренинзи, по 3 тренинга, наутро обично во теретана, кондициони тренинзи. Навечер имам по 2, дали ММА кикбокс, ММА BJJ. И така, само како идат надпреварите, интензитетот на тренингот се крева повеќе и повеќе спаринзи, нови техники, тоа е тоа. Се спремаш ли за одредени противници? Еве вака кога те очекуваат, да кажеме, поголеми настани, посериозни првенства, дали се спремаш за одредени противници, не знам, ги гледаш луѓето, ги следиш и така натаму, па припремаш некоја тактика или in general сакаш да си спремна за све што може да се најде на патот таму? Па добро, сега на турнира ако имаме пример еден надпреварувач, еден противник, ќе видиме кој што е како е, ама кога се у една група 10-20, не можеме да спремаме тактика за секој поединечно. Претежно да, обично дека кај нас, кај жените се помалку категорија, па ќе ги најдам на Инстаграм да видам што работат, како работат. Некој е твој истражување. Мора малце да се чепне, да прочепкаш, да. Да. Ама у глобал ако има повеќе, не може сите да се спремаш. Можеш да видиш од прилика што, како работат, ама нема поента. Добро, ајде пред да почнеме да предвидуваме што ќе се случи на тие, кажи ми што помина до сега годинава? Годинава имавме не многу турнирчиња, Европското првенство во ММА, ADCC Србија, ADCC Македонија, државно првенство и имавме AGP Србија. Интересно беше тоа што недела пред Европското имавме BJJ надпревар со кимоно и без кимоно. И се спремавме за 3 различни работи, за BJJ со кимоно, без кимоно и за ММА. И малце беше напорно, ама сега сакаме понатаму повеќе се фокусираме на ММА, затоа што многу е тешко кога на 3 различни страни работиш, бидејќи доаѓаат како 3 различни спорта, треба 3 различни тренинга, све различно. И планираме повеќе да се фокусираме на ММА па да видиме како ќе е. Ако не се лажам, значи ММА немаш толку многу борби. Повеќето од борбите се во BJJ. 8-кратен шампион во џудо си на Македонија и на Балкан. Во Македонија, да. Имаше, сакам ова само да го потврдам. Значи твоите достигнувања до сега се 8-кратен шампион на Македонија во џудо, европски BJJ шампион, балкански BJJ шампион и што пропуштам уште?
И трето место на светско првенство исто во BJJ со кимоно. Добро, тука значи може да го ставиме и Медал на светско првенство. да. Значи доста реализиран борец у однос на годините што ги имаш. Али фокусот да кажеме бил до сега повеќе на борби на татами да кажеме. Не биле толку во кафези. И она што ти го викаш сега е дека сакаш полека се ориентираш повеќе кон ММА, односно борбите во кафез. Така. До сега да, само бразилска џиу-џица си имам надпреварувано, џудо, имам една борба кикбокс и лани се надпреварував и џиу-џицу, јапонско џиу-џицу. Повеќето од борбите ми се на татами, а исто така лани пробав за прв пат ММА да се надпреварувам, тука кај нас. Една борба имав со девојче што беше доста потешко од мене, 63 килограми, од 52 63. Интересна борба, 25 секунди. И некако ми се направи мерак, и татко ме вика, ајде се спремаме од следен месец идеме на европско. И така, на европското со никакво искуство отидов, со една борба што Да, борба беше во Гостивар, ако не се лажам. Да, во Гостивар. Првата противничка им беше доста искусна. Интересна борба, доста снажна, многу обиди имав за зафати, не успева зафатот, уште еднаш и никако. Сега збориш за неевропското? За неевропското, да. Тоа е за полуфиналето, За полуфиналето. Интересна борба, утре дента исто така ме прогласија за најдобар борец за најинтересна борба на надпреварот. И следниот ден исто така се надпреварував со девојче. Добро, сега повеќе искуство има од мене, кондиционо малце паднав. Тука бевме упоени, ама сепак на крај. Добро, пробам да ја најдам дали ќе може да ја погледнеме борбата. Значи тоа е полуфиналето на европското првенство, сега што го раскажуваш, па ако може ни кажеш што гледаме. Така. Значи тука е оваа некоја припрема сега. Да, ова е пред да влеземе на борба. Противничката ми беше од Унгарија. Тука почнува борбата и почнуваш доста жестоко да кажам. Да. Се гледа дека си доста мотивирана за предвлезот на оваа борба. Да, ма искрено не знаев што да очекувам, бидејќи прв надпревар ми беше малце чудно, поразлично од BJJ каде. Бев малце збунета. Па не изгледаш збунет овака, да ти кажам, изгледаш добро. доста конкретно овака, посебно после стартов. А тука не очекував со ударот да ја бутнам, повеќе сакав да скратам дистанца, ама ете се наместив. Погрешка. И тука веќе доаѓа момент на клинчка што таа некоја сила доаѓа до израз повеќе и Да, еве сега тука имам обид за зафат на рака. Ама некако не се предала противничкава, гледам до крај, влечам, ке пукне ракава, не иде никако. И морав да сменам тактика. колку е можно да пукне раката стварно во тие моменти? Па можно сега, мислам ке се види многу убаво на видеото тука како иде, некако искривена е целата рака. Или уште еднаш. Добро, ова е второ обид. Доста жилова противничка, кој за прва борба вака. Да. Значи ти си комплетно врз неа, веќе ова е комплетна доминација. Да. Само чекаш момент да направиш таа полугана рака. Да, тука може да се победи со технички нокаут или со зафат. Тие се две опции, Па, да. например со Сега конкретно од оваа позиција тука. А зашто едноставно не се предаде со сите овие удари или нема некоја од судијава можност да ја прекине? Мислам дека треба 3 секунди најмалку да изработам удари, она да не прави ништо за да ја прекине судијата борбата, да нема никаква Значи, одбрана. она реакциите нејзини од доле што ги покажува цело време, значи тоа се Да, некој знак да. на судијата дека уште е во борбата, да. дека не е крај. Еве сега уште еднаш. И како влагам за зафат, гледам дека ништо нема, го слушам татко ми вика да ги прекрстам нозете и да ја префрлам раката, бидејќи нема другачие како. Еве го моментот сега. Ова е веќе максимална екстензија, значи не Еве сега мислам дека. Еве. ова е пред кршење. И ова е веќе пред кршење, да.
И вика татко ми, што беше? Ма стварно е многу необичаено што секој кој да му направиш зафат на рака ќе тропне одма. Тука раката беше потполно искривена, да ја веќе не можев да се враќам назад, мене кичмата ќе ми пукне низ раката, не и пука. И многу чудно, ама. Само микрофонче да земе со тебе. Така. Интересно да, значи тоа беше полуфинале, го проиграш полуфиналето и сега ја немаме снимката од финалето, ќе мора вака устно да ни ја раскажеш, значи така. доживаш пораз, но каква беше борбата? Опиши ми го чувството пред финале, затоа што овие, да кажеме, турнири кај нас допрво ја стекнуваат популарноста и кога се дозна дека си прошла европско првенство полуфинали, дека си во финале и дека ќе се бориш за златен медал и така натаму, тука веќе добива на масовност целата работа и тука дознаваат и веќе луѓе што не се толку во тој спорт, но имаме некој представник на Македонија што се бори така во финале и сите веќе почнуваат да се интересираат. Колку имаше, да кажеме, интерес од луѓето? Доста интерес, поготово на Инстаграм сите шеруваа, сите ставаа постови, гледам дека и од дома гледам, мислам дека на Арена Фајт имаше во живо, доста луѓе имаш. Гледам интересно, со другарка се шетаме во парк и рандом дечки поминуваат и ни викаат: "Слем па злато мора да биде на европско." Така да доста луѓе имаат гледано, имаат пратено. Ќе видиме се на светското првенство. Добро, али однос на твојата состојба, да кажеме, пред борбата, како ти се осеќаше пред, значи дали го имаше тоа чувство дека затоа што од она што може до сега кај тебе се види, значи ти си победник. Едноставно ти немаш многу порази, не знам претходно дали имаш воопшто порази. Да, обичаше околу 10 на 15, така нешто. Да, со се джудо и biješ. На колку борби се тоа? На 100 нешто. Така, значи ти си победник. Некако нормално е да очекуваш победа од тој дуел. Па, како што кажав, уште не знаев кај се наоѓам на турниров. Не бев уходена, не знаев што да очекувам. За BJJ знам како ќе се снајдам, ама тука некако дека се ново, не знам никако да реагирам, не знам што да очекувам од противникот, кој дел на играта ми иде, кој не ми иде. И тоа со публиката што кој гледал, како гледал е најмалку битно моментот кога си фокусиран на борба. Првата рунда многу јако почнавме. Имав буткање, додав во доминантна позиција, имав обид за технички нокаут и само што ја фатив у зафат, заврши борбата. А интересно тоа е што недела на турнирот додека бевме во Белград, јас бев со температури, со се живо и диво, што можеме фати таа недела со кашлање, со се. И толку ми истошти физички да ако не ја завршев борбата у прва рунда, знаев дека понатаму ќе паднам кондиционо, да. И во втората рунда повлеков гард, не знам зашто. Имав неколку обиди за зафат. И третата рунда завршивме у позиција на некако многу чудна позиција, доле на земја. Она ми имаше затворен зафат, не беше целосно затворен зафатот, ја бе врз незе и тука седавме цела рунда. И на крајот судиите кои одлучиле напоени за незе да борбата, иако што знам, многу од луѓето ми кажаат: ти требаше да ја земеш, не знам. Ама секој различно ја гледа, не знам. Секако дека треба да се гледа како успех, затоа што и е успех. Дотолку повеќе што, како што кажа и самата, не сте го ни планирале тој евент, значи воопшто не се спремавте и со сите потешкоти пред евентот. Се што не треба тоа. Све се случи, као по обичај, нели? И испадна тоа што испадна, односно сребро. Ја би се вратил малце поназад сега, затоа што она што мене ми беше многу интересно за тебе е твојата возраст со годините поминати во боречките спортови. Значи ти си 18 години, од кои што 13 веќе си активно вклучена во боречки спортови. Тоа значи дека си почнала на 5 години. Да, на 5-6 години. Да, што е возраст, јас не знаев името, си го кажам, например, на 5 години, не па да влезам да учам боречки вештини и така натаму. Но пред да почнеш со боречки вештини, имаш ли нешто, да кажеме, афинитет за нешто друго?
Еве, затоа што од кога почна со боричките вештини, немаш прекин до ден денеска. Така. И најверојатно единствена шанса да се бавиш или да почнеш со нешто друго било пред. Да, пред да почнам. Прв спорт ми беше тенис. На тенис идев неколку месеци, ама нередовност на тренинзите. Не ме влечеше толку, не ми беше интересно. И едно време мајка ми се запна, ајде на балет ке те носа. Ајде женски спорт, не знам, танц, ваму таму, интересно, ајде. Тетка ми купи одела, балетанки, се готово ме спремаат балерина да бидам. Имаш ли слика некоја? Сега моментално немам. Општо вака, значи ја би сакал чисто да го видам тоа некојаш како изгледа Дани како балетанка. Така се вика тоа, балетанка? Не знам, балерина. Балерина. Не, балетанка. Балетанка е тоа за носење, добро. Да. И почнав 2 недели, ама некако сепак не е тоа ја што го сакам, не ме привлекува. И баш збориме дома. на 5 години. Ти знаеш на 5 Така. години дека тебе не те Па не интересира ми е тоа. интересно на тренинг ке се загледаш вака горе. Иако ме молеше таа, леле, ве молам остете на тренинг, супер ќе биде балето, тако некај мене кај било кој друг само да продолжи. Ама мене некако ништо џабе што со сила која не иде. И дома седиме. А јас да отидам на тренинг до кај татко ми. Ајде ти кај ќе идеш женско, таму да се тепаш на тренинг. Ама ајде да пробам. И уште едно комшиче, мислам дека имавме до нас и почнавме тренинзи. Ваму таму, па направивме и група за деца. И имавме надпревар 2015 во Бугарија. Ево вака, значи да видиме дали ќе ја најдеме таа борба. Да. Ева. Само секунда. – 2015 во Бугарија, она што е многу симптоматично е што во текот на целото твое патување ти имаш проблем да се најдеш противник. Да. И она што може да го видиме тука, што може да видиме тука? Ова ми е прва борба. Кога пристигнавме на турнирот, татко ми вика, имаме едно девојче, керка ми, треба да се надпреварува, вика да нема уште некоја. Вика, вика кај нас, вика девојчиња нема, вика се за машки. Па вика пуштете ја за машки. Не, вика како ќе, вика пуштете ја слободно. Најдоа некој од момчињата што беа горе доле моја килажа. Изгледа маца дека е тоа повеќе горе отколку доле, значи изгледа маца дека е поголемо машкото. Па добро, има во еден сега момент не може да биде. кога ќе застанете, се гледа дека е маца поголемко. Може. Али добро, тебе не ти менува после изда. Интересно беше тоа што бевме тројца од нашиот клуб деца и имавме по 2 борби, сите 6 борби ги победивме на зафати. Сите тројца освоивме прво место, како за прв натурар беше доста интересно. Сите навиваат од страна, викаат многу интересно. Но што може да се види од видео е да кажеме дека го доминираш детето. Така да, оваа борба ми е на поени. Исто така поведено. Но, иш да не поени, значи ова човек што воопшто не се разбира, во џиу-џитсу може да каже дека детево има проблем со тебе, дека едноставно не може да се откаже од тебе. Тука си на 7 или 8 годишна возраст. Па така нешто. Ако не се лажам. И ова е твојата прва као официјална борба? Да. Прва официјална борба со машко. Да, со машко. Па првите борби ми се со машки, бидејќи немаше девојчиња и секој втор надпревар со кој со ајде стајте со машки. И во тој момент претпоставувам татко ти сваќа дека тука нешто се крие затоа што на таа возраст многу е битно. Збориме разликата е многу голема во физичка сила. Ама ти најверојатно ја поседуваш некоја дарба, ген, не знам што е, да можеш од толку рана возраст затоа што ти да кажеме на 7 години немаш некои екстензивни кондициони тренинзи така. Значи така. Тоа ти е повеќе дарба, тоа што твојата Тоа природа. што сум гледала по надпревари што сум идела. Да, да, тоа што го имаш веќе во тебе, тоа можеш да го покажеш. Што очигледно има нешто повеќе отколку кај сите останати. Не знам како ти го осеќаш тој момент.
Па, не знам, ова е доста на почетокот без никакво искуство. Валјда тоа што сум ги гледала по стариве над превари, па не знам. Ми е станало нешто у меморија. Добро, после тоа имаме борба. Да, ова е многу интересна борба. Остојс не е таа. Тоа е друга. Ова е 2016, 2017 е тоа. Ова треба да е Црна Гора. 2016, значи годината Да, после момчето. Да. Тука сме во Црна Гора. Исто така тука сум у потешка категорија се надпреварувам, бидејќи немаше кај мене никој. Како и секогаш. Потешка категорија, но ист пол. Да. Да. Буквално истата ситуација, значи девојче има сериозен веќе е готова борбата. Вака ли кратко да ја траат сите борби? Па, Ова се по 10, 15, 20 секунди колку да. прилика, да. Тоа е одлика вака на голема доминација во тој период. За целото тоа време ти некако се осознаваш како борец, да кажеме, и сваќаш дека има нешто повеќе во целава приказна. Кога сваќаш дека ова е нешто што дефинитивно ќе сакаш да се насочиш кон ова и ќе сакаш да го правиш како животна определба за која што сметам дека ти е во овој момент? Така, па, ева како што кажав, на првиот надпревар во Бугарија, самата победа е многу голем мотив за да продолжиш понатака. Па потоа имавме турнирчиња и во џудо, и таму победував на борби, државен првак исто и кај нас, и се ствара желба да идеш понатаму, да освојуваш се повеќе и повеќе. Ова моментално е, мислам дека на Европско првенство во Рим. Европско првенство во Рим. Да. Тука имаме исто надпревар. Исто со машки се борев, бидејќи немаше никој и застануваме на пиедестал да ни стават медали. И тој не гледа вака, ме гледа чудно, гледа татко ми вика, ова е женско, вика да. Добро. Да не му се налуди малце. Да, вика, чекај малце, вика, што е ова? Гледе, ова на Олимпијада сега, значи, само да ја изгледаме борбава, затоа што тука сте веќе на да кажеме поголеми години, повозрастни, кај што таа доминација физичка сила може да се примети дека, значи, момчево е стварно големо. Да. Значи е поголемо од тебе. До 2-13 години интересно е тоа што женските се доста физички подсврсти од машките. Кај децата збориме. Понатаму веќе има разлика, но до 12-13 години се доста појаки. Еве сега баш и у детската група може да се забележи на тренинзите, кога прават спаринзи, дека девојчињава физички многу повеќе доминираат. Да, но во овој случај, да кажем, освен до овој момент, имаш проблем да доминираш оваа борба, и оваа борба не трае 15 секунди, значи ова веќе трае подолго, значи се гледа дека се соочуваш со еден предизвик. Сепак да, поголем квалитет на борци, Европско првенство е баш конкретно овој противник моментално сега што се борам со него. Дали сега или лани освои на светско првенство златен медал, мислам дека. Да, значи не само што е машко, туку е талентирано машко во исто време. Од каде е момчето? Од Италија. Од Италија. Колку време имаш да се подготвиш за ова европско? Не се сеќавам, ама после овој турнир памтам дека се спремавме за тоа следната година се спремавме исто така за Европско првенство, исто во Рим. И штом видовме на овој турнир како се одвива и како иде, ајде одеме појако да почнеме да вежбаме, се спремавме, ама излегува многу работи и не отидовме. Се 6 месеци секој наутро трчање, теретана, навечер тренинзи, биџеџи со кимоно, без кимоно. Овдека, значи, буквално дете оти на грб. Да, ама тука е напоени. Сеќа, не знам како. Он ми зема 4 поени на крајот на борбата, што ми го фати грбот, ама од претходно веќе бидејќи го префрлив неколку пати, му поминав гард и водев, еве ја тука исто излегов во таа позиција. И сега мислам дека тука вака ќе заврши борбата. Добро, се уште е борба, се уште трае. Ево, тука толку. Тука веќе знаеш дека си
Победува секогаш Да, си имаше- ферплей, секогаш им честиташ одма, значи не ги оставаш многу да тагуваат, да развиваат некоја негативна енергија, туку си Да, спортсмен па многу секогаш. е лошо тоа, кога не знам, ева, во искуство некој ќе ти сврти глава или ќе те бутне. Има ли такви случаи? Има, еха. Кај што не ќе ма те гледам. Има. Со едно девојче што се надпреварувавме во Белград, полуфинале, ја победив на поени или не знам на што беше, и идам да се поздравам, вака ме бутка. Не се ни врти, ја бркавме за да доеме медал да земе, не кеше да земе медал. Има и такви случаи. Значи, Се има. Школата во тоа нели нема пораз само лекција, значи тоа е лекција што уствари многу луѓе ја немаат научено. Така, колку и да ти е криво и колку сепак мора да испаднеш сфер на крајот, не знам, да. Добро. Каква организација е АЈП? Значи, AGP. Да, AGP. Значи, тука почнуваш, ако не се лажам, која година почнуваш во AGP да се надпревараш? 2019, мислам дека. 2018 побоја надпревар на AGP, сега Европското првенство што го гледав. И ова исто. Сега во Хрватска. Тука се враќаме, значи, повторно имаш борба со девојче. Да, Ова многу е доста, потешка категорија. да, доста покрупно девојче Од сега. 48 до 57 килограми се надпреварува. Овој турнир и беше во Хрватска, а следниот ден имавме во Белград во Србија. И ден за ден ни беа надпреварите. Тогаш Чекај, заврши борбата, значи ова беше исто од тие брзите Од брзите. по 5 секунди жеди се. Добро, значи немаш никаков проблем. Колку еве денеска да кажеме Олимпијада, нели имаше во Париз и гледаме дека многу од борците во бокс конкретно, значи имаше за Алжир што настапуваше девојката, односно дечкото, слеш дечкото, трансджендер, како и да е. Светот се дигна едноставно дека нели имаме неправедна борба, дека машките не треба се мешаат во женски спортови и така натаму. Од друга страна ти имаме тебе кој што се такмичиш со машки без никаков проблем, значи нема никаква замерка, не го гледаш тоа како не знам, иако е предност голема. Но добро, ова е во детска категорија. Сега веќе кога си се борел, си стасал до Олимпијада или ти се случи такво нешто, е многу разочаруваче. Значи може да се согласам, но духот, да кажеме, е нешто што спортскиот дух, да кажеме, е нешто што се гради во тие рани години. И ти имаш таква една препрека во тие млади момчиња, со која што во моментот кога се соочиш со неа, после тоа кога се вратиш нели во твојот пол, значи тоа изгледа веќе смешно тие борби. Значи тоа е едноставно прелесно. Искрено, ева, како што кажа, во детска категорија потешки ми беа борбите со женски, него со машки. Наистина. Многу потешки. И првиот пораз ми е од девојче. Мислам дека ти испратил исто така борбата 2017 година. Тоест тоа беше 2016 и изгубив на поени, на 2-1, нешто така беше. Многу ситно. И се паѓаме во исти бракет 2017. Таков голем мотив имав да ја победам. Неколку секунди пред крајот на борбата она ме води на поени. Тоа е со розово кимоно, ако Со не се розово. Ова борба. Сериозно, ова ти е првиот пораз, сакаш да ми кажеш? Не, ова не ми е пораз, од ова девојче имам. Од ова девојче имаш изгубено, изгубено. Да. Кој што сега го победуваш уствари. Да, сега се враќам 2017, се паѓаме во исти бракет. Добро, да. Може да се види дека одма позицијата е различна, дека те доминира, дека имаш проблем да се трнеш од неа. Но не за долго, после изгледа. Кажи ми, за време на овие борби, она што можеме да приметиме е симптоматичен глас секогаш тука блиску до татамите.
Кажи ми кој е тој глас што може да го слушаме цело време што вика, значи Таткови, во текот на сиве овие години. Да, на сите борби. И затоа се смееме, многу едити имам направено на Инстаграм, ги имам ставено конкретно за тоа он како коментира од страна. Доста смешно. Кои му се коментарите, да кажеме, повеќе и колку ти е битен, да кажеме, тој совет во вакви ситуации? Па на моменти на борба кога ќе влезеш можеш тотално да се исклучиш, да не знаеш што правиш и добро е некој кој те потсека од страна, фати ова, направи таму, зашто сепак кога гледа на некоја страна е многу подобро него ти што гледаш, може зашто ќе види пред тебе, ќе види низе како е поставена, ќе те види тебе и ќе ти каже техника што да направиш, што ти во моментот не можеш да приметиш. Така да доста е битно. А кога си вклучена, да кажеме, и кога ги слушаш за тоа што имаше баш тоа едитот го гледав, каже ти вика стани. Добро, во некои ситуации, да, не види смотано, не види ова, не види она, значи тоа е стварно комедија од страна. Да, и еве сега тука баш, ќе фатам запад на рака. Мислам дека посреќна во животот никад не сум била. Ова ти е сигначур некој потек, мислам дека повеќето од борбите вака ги победуваш. Да, на армбар. На армбар. Добро, спортски поздрав, свејаме на крајот. Одлично, значи сепак повеќето луѓе се учени на култура, да кажеме, и на некој тој спортсменшип кој што нели се цени едноставно кога го има и преубаво е кога се гледа од страна. Така да ајде полека да се враќаме на тоа што сме денес. Уствари да, значи овие два евента, јас мислев дека е еден, ADCC. ADCC уствари сега кога малци истражував уствари да видам каков тип на надпреварување тоа. Тоа е уствари турнирот страна на шеикот организиран, замислен, нели вие бевте во Абу Даби, ако не се лажам, еднаш, ако не и повеќе. Еднаш само. Можеш да ми го опишеш искуството, затоа што тие луѓе организирале, тоест влегле во целото ова со боречките спортови од аспект на тоа што шеикот сватил дека бавењето со боречки спортови ти помага посамоуверено да чекориш во животот. Некако таков мотив стои позади целата организација на ADCC. И тоа се развило во она што е денес, да кажеме. Најве да кажеме вашето искуство какво беше во Абу Даби. Така, доста интересно, ново искуство. 2022 бевме, мислам дека, да. Се надпреварав во категорија до 57 килограми. Интересно, не знам, многу поразлично од кај нас, општо и надпреварот и целото обкружување. Какво окружувањето? Како гледаат луѓето, да кажеме, на вас, на борците во тие арени? Како ве третираат? Кој е односот? Добро, кај нив, например, џуџицото е на многу повисоко ниво од кај нас. Од кај нас, кој што кога каже џуџицото, кога што е тоа вика танци, некои не ни знаат што е луѓево. Таму е веќе нешто што е долготрајно, што секоја година го чекаат луѓето да дојдат на преварот. Има доста публика, доста пратат, доста популарен спорт. За разлика од кај нас. И целокупно многу убаво искуство, не знам, баш го терав татко ми, ајде викаме да видиме следниве години, мора пак да идеме да барам сега за злато. За злато, да се надпреваруваат или да гледате, или во двата случаи тебе ти одговара? Секако, ме за надпревар повеќе нормално. AGP има уште една борба од тебе. Да. Ова беше лани. Ке ми кажеш што гледаме тука? Така, тука се надпреварува во кафени појасчи. Со надпреварувачка од Абу Даби. Да, значи што доста многу повеќе турнири од мене. Значи она е поискусна. Доста поискусна. И она што го приметив, да кажеме, во борбава е што како се вика тоа хиџаб што го носат и така натаму. Да. Значи оваа борба е толку пати прекината за она да се го намести хиџабот. Да, мора. На секои 5 секунди само пауза мора да се намести пак од почеток. Мислам колку смета, тоа претпоставувам дека многу смета во целиот флоу, нема тек на борбата едноставно. Нема, не знам. Не го разбирам тој момент, ама тоа е.
тука ли беше не беше оваа борба. Не прави глупости. Да. Имаше, мислам дека не знам точно која борба беше и имаш Ивица и имаш уште едно момче, мислам дека такво дава совети, ти вика нешто вака, така, едно време кој ќути бе ти. Ќе му каже. Мислам дека тука на ова. Мислам дека беше ова. Ќе имаме прилика да го слушнеме со тонот, така да. Ќе видиме. Се уште нема прекин. Да, тука не ми се ризикуваше да менувам позиции, зашто сепак сум доминантна позиција пак. Не прави глупости. Тргна малку на страна да ме префрли, ќе ми зема поени. Сум се потрудила до тука, викам го чекам правиот момент за да преминам. И колку време можеш да кажеме да останеш во оваа ситуација? Судијата нема те трне да реагира, да бара акција. Па сега дека има акција, може да те остави во истата позиција. Ако останеме тука сега и се држиме само ништо да не правиме, ќе не стане од почеток или ни даде казни. Која е акцијата, да кажеме? Што се случува во моментов? Имам тука обид за поминување на гард. Имам обид за да направам давење. Она пробува да излезе. Цело време мрдаме, буквално не е дека стоиме во место. Од страна може личи вака досадно. Од страна изгледа заглавени како да едва чекате да дое судијава дај разделине. Да, од страна личи досадно, ама на борба е доста напорно за да одржиш оваа позиција тука и обратно да излезе од истата. Добро, се уште немаме прекин за корекција на хиџабот. А татко ми не знае што се случува. Вика, што вика, зашто прекина? Викам, чили. Не, многу ги почитуваат тие работи и во други спортови, секаде кај што ги носат навистина без исклучок, значи ако нешто мрдне од таа област, тука све застанува. Мора ги почитуваат. Еве тука мислам дека пак сега ќе прекинат. Па тука и со рака може да се види дека малце го потегна. Не може да не се измести, поготово ваков контактен спорт. Да, не знам колку е практично. Некако на самиот спорт му штети. Па не. Ќе треба ева вака на секои 5 секунди да застанува. Добро, тебе ти доаѓа како пауза од целото таа. Кога се наместиш во некоја позиција, после тоа кога ќе те врати судијата, не е баш идеално. Така, ти си се борела уствари за да стигнеш до таму. Да. Малце да ти мрдне да те врати назад. Се пропаѓува. Од почеток пак. Да, еве сега тука имам обид за зафат, за давење. Мислам дека сега ќе го поминам гардот, да. Тоа се 4 поени. Да. Три за поминување, 4 за маунт на стома. И пак стоп. И пак корекција. Да. И оваа борба завршува исто со твоја победа. Со тоа што малце повеќе трае, што ме радува. Не е од 5 секунди. Не е 5 секунди. Али, еве, кажи ми, со целото ова искуство што го имаш, како пристапуваш денеска кон борбите и кон тие идни борби, или како ги анализираш, или како гледаш на евентите што доаѓаат? Значи, дали како некое ново искуство, дали како можност за нов успех, дали како едноставно тест за твоите вештини. Како го гледаш? Па убаво кажа како тест, за да видам до кај сум, што сум, како сум, на овие што се интернационални турнири. Кога станува збор веќе за европски и светски првенства, нормално дека треба повеќе да се посветиш, ама па на овие турнири гледаш кај ги правиш грешките, за да се попреш понатаму на тие појаките. Како и да турнирите со повеќе искуство, веќе немаш трема, не така како што било порано, веќе ти станува не се едно, ама си поопуштен на борба, можеш повеќе да прикажеш од тоа што го знаеш. Така да сега за сега немам проблеми такви со трема или со нешто.
гледам повеќе да го применам она што го работиме на тренинг, да ги поправам грешките и така. Тоа е тоа. Каков ти е односот со тренерите? Колку тренери имаш за какви спортови? Како изгледа да кажеме твој ден денеска? Така, наутро обично, како што кажав и преска, во теретана може да работам нешто, да Значи работиш на физичкиот дел, кондиционер и така натаму, да, значи наутро обично со татко ми работам, да, навечер имам тренинзи за BJJ, исто така ги води татко ми, имам ММА, ги води Стефан, кикбокс братучет ми, Александар, и отприлика тие ми се тренерите и со нив заедно работиме. тука е, значи во Да, во фамилијата. Во фамилијата. Колку имаш време за живот надворот од борбите? Па не многу. И од татамите, и од кафезите? И да имам време после тренинзите сум изморена и немам желба да правам ништо друго настрана од спортот. Ама се наоѓа времето така се искачање па никогаш. Дали осеќаш дека правиш некоја жртва моментално од тој аспект или едноставно уживаш во тоа што го правиш и не осеќаш дека жртвуваш нешто посебно? Не дека жртвувам, ама едноставно да не ми е тренингот, не ми е исполнет денот. Не знам што да правам со себе. Сега бевме на одмор и се осеќам некорисно се осеќам. Вака седам викам, ја не вежбам, викам ќе паднам кондиционо, ќе паднам технички, викам што правам со себе. Стварно буквално грижа на совест имам што не сум на тренинг. И многу од луѓето не го разбираат тоа. Мајка ми вика што ти е тебе, вика зашто, вика оди одмори, ќе одморам, ама пак сепак тренингот ми фали како една дневна рутина, така да не иде некако без тренинг. Значи веќе го имаш прифатено како начин на живот. Да. Мислиш дека доколку не би се надпреварувала понатаму дека се уште би го задржала тој начин на живот? Па да, едноставно ми нема смисла животот ако не ми е спортот присутен. Не знам, најверојатно дека така имам израснато, така си имам навикнато. Не знам, Тоа е мислам дека сигурно. ништо друго не ми исполнува животот како спортот и надпреварите. Да, ќе те прашував дали постои уште нешто, ама ми одговори неверојатно. Да, таква целосна посветеност е неверојатно еден од предусловите за постигнување на успех, како што постигнуваш и верувам дека ќе постигнуваш во иднина, но кога реши и се уште ја правиш, да кажеме промената од татами во кафес. Значи, она што се случуваше на татамите беше повеќе техника, а она што се случува во кафезите вклучува и, да кажеме, некои болни искуства. Значи, тука се веќе удари, тука се веќе некои поинакви правила. Колку си, да кажеме, комотна со болката што следи со тој спорт, некако? Па така, доста поразлично е. На BJJ колку тоа ќе се опуштиш уборува, ама тука треба да си цело време фокусирани, да си многу поразлично. Затоа и кажав на Европското првенство, не знаев што да очекувам. BJJ е потака, лангзам, посмирено, и да сгрешиш, ќе се вратиш назад у позиција, можеш да ги вратиш поените, ама тука ако попиеш бокс, нема како да се вратиш назад. И многу поразлично, ама интересно пак. Не знам, нешто ново. Си имала ли такво искуство, да кажеме, до сега да добиеш удар, да кажеме? Добро, на тренинг нормално да, не да ме нокаутира никој, ама пак ќе примеш некој удар, не е. Да кажеме, појак удар кој што ти ја представува реалноста многу пластично, едноставно што се случува по тие кафези после тоа. Така, да, добро, не е симпатично во никој случај, да BJJ ќе ти направат зафат, ќе тапнеш, ќе те задават, ќе тапнеш, ама тука нема. Ќе поспиеш малце, ќе те разбудат. И како падна од луката, затоа што верувам дека окей, ти викаш дека одиш кон кафезот, но се уште се такмичиш на ADCC. ADCC, AGP исто. И повеќе сега сакам да се надпреварувам без кимоно, бидејќи борбите со кимоно се доста поразлични од ММА. Тука барам имаат некоја сличност, грапленка и ММА се послични него со кимоно. И планираме оваа сезона баш да се фокусираме на турнири без кимоно и на ММА борби. Добро. Сега кажи ми како реагираат луѓето
во однос на тоа што го правиш, твојата генерација, да кажеме, твоите врсници и пријатели, затоа што немаме многу такви случаи кај што луѓе се борат, значи луѓето не е вообичаена траекторија животна на човек што ја бира така, значи и сега те гледаат. Што правиш, кои се реакциите као? Па, добро, од постариве генерации е многу почудно како ти девојче во боречки вештини оди и играј нешто, оди прави, не знам, одбојка играј, зашто идеш да се тепаш, зашто да те тепаат? Паш и дедо ми така реагира, леле, у кафе се бореше, да, леле, некам да гледам. Има и такви случаеви, ама, добро сега, овие што ми се генерација веќе, не знам, имаат прифатено така и ми е онака не. Полесно им е, значи не го гледаат. Не го гледаат така нешто како постари чудно, да, како немој и така натаму, туку некоја поддршка најверојатно добиваш. Така, е чудно кога кажеш женско боречки вештини, па имаме уште, ама кај нас тоа е така, мислам дека на Балканов надвор не е. Надвор дефинитивно, надвор е веќе индустрија развиена, гледаме, значи. Кај нас малце така на криво ќе те погледа. Кажи ми, има ли некоја од звезди, значи, девојките во ММА, што се да кажеме во UFC или во други организации, која што ја следиш и влечеш некој пример, да кажеме? Така, кога почнав да се занимавам конкретно со BJJ, ја гледав доста Ронда Роузи. Ми беше некако како мотив. И на борбите кои ги победував на почетокот, памтам пишуваат дали не знам на која страна на интернет пишува македонската Ронда Роузи. За тебе? Моите борби ставено, па, да. знаеш дека двете сте плави, смеги сте, значи има некоја конекција, можно е? И така, и тоа ми беше некако прва мотивација за борби општо. Ронда Роузи, озбилно. Значи, да, она е веќе пензионирана од... Да, веќе не се надпреварува. Сега од мислам ММА, сега е wrestling, WWE, да, мислам дека се уште таму се фрлаат по рингови, ама тоа нема врска со реален живот. Тоа е повеќе шоу. Да, она се пензионираше, не знам, 5-6 можда и повеќе години од UFC веќе. Значи после тоа ја заменили со некој. После тоа доаѓа Аманда, нели, кој друг беше? Сайборг едно време и таа веќе не. Па некои брутални девојки, да кажеме, кои што така, Шевченко, Валентина Валентина Шевченко, точно. Комплетен борец за ММА. Мислиш? По тоа што можеш да го видиш? По тоа што да. Од борбите, мислам дека и ако не е најкомплетен борец од сите. Она е загуби титулата, ако не се лажам? Да, лани преклани, мислам дека. Изгуби на Зафат. Со кој се бореше тогаш? Алекса, мислам дека Грасо, или како да се презива. Добро, значи пратиш. Да, минатата борба, тоест реваншот им беше изедначен. И сега треба да има трета борба да видиме што ќе се случи. Како мислиш, изедначен немаше без победник, но да, немаше победник. Нерешено. Да, колку често се случува да биде нерешено во ваков спорт, кажи ми, значи посебно во кафес, кај што имаш еден во милиони, мислам дека шансата да испадне нерешена борбата. Така, тоа е обично во ММА, во BJJ нема такви случаеви. Мора да се определи победник. Обично на одлука на судиите, ама не знам, не сум имала такво искуство до сега. А кои ти се од BJJ идоли, да кажеме? Од BJJ или немаш некој вака? Немам долго, не дека не пратам, ама пак. Кој си го гледала најмногу, да кажеме? Колку сакаш да гледаш? Затоа што има неколку имиња што се многу звучни, како Гордон Рајан, како... Да, ма сега последни неколку години. Па да, значи, во ADCC, да кажеме, Hall of Fame, јас денеска ги дознав сите овие, значи не дека не знам што сум BJJ пратам секој ден, али по тоа што можев да видам се доста познати имиња, и Ройс Грейси, и Ројвал Грейси, и како ги вика цела фамилија, се они таму како Hall of Fame, во ADCC, и тогаш уствари сватив дека дали они сами за себе, дали тоа стварно е едно од најпрестижните submission и греплинг турнири во светот, најверојатно е со ваков Hall of Fame, тие се луѓето, значи нема кој погоре од нив. Така да, затоа ми беше да не имаш следено некој од нив, затоа што повеќето од нив имаат направена успешна транзиција од BJJ во MMA
И BJJ е најверојатно една добра гаранција дека супер ќе се снајдеш и во кафезот после тоа. Затоа што борците кои што влегуваат без таа граунд игра имаат најверојатно многу поголеми проблеми. Да. Што знам за BJJ немам толку пратено, повеќе дека MMA е поатрактивно, UFC па повеќе, иначе не знам конкретно немам нешто така следано. А колку се осеќаш ти да кажеме сега, пошто ја знаеш ситуацијата која е и се спремаш да одиш во кафес. Колку сметаш дека е битна BJJ играта? BJJ играта е битна, но колку би ја користела да кажеме, затоа што ако имаш приметено до сега, значи сите организации бегаат од тоа што е корисно и се насочени кон тоа што е атрактивно, односно што привлекува публика, затоа што мора да биде шоу. Граунд играта не е толку интересна за луѓето, повеќе е стендап. И ако би се нашла во таква ситуација, па не е интересна бидејќи не ја разбираат. Ова е дека сите знаат бокско ќе му удари некој кога ќе падне, нормално дека е поинтересно. Доле борбата, доле борбата и не ја разбираат толку. Конкретно мене повеќе ми иде па доле BJJ, бидејќи тоа цело време го работам долги години и сега само полесно ми е да го применам во MMA него да работам стендап. Иако сепак и тоа е неизбежно, мора да се работи, ама пак BJJ мислам дека е доста битно во MMA борбите. Затоа што горе колку толку ќе се снајдеш, ќе избегаш, ќе се тренаш, ама доле кога ќе те бутне некој ако не знаеш што да направиш. Толку да, ама ако ти кажат знаеш што да не, значи знаеме дека доле можеш да победиш, ама пример ние како организација битна ни е гледаноста, сакаме да се промовираме и некако би инсистирале борбава да се одвива на нозе. Па добро сега, пример, да се најдеш во таква ситуација, лупаме, значи хипотетички. Добро сега, не дека не работам и кикбокс, сега последно време и со Зоки работим, имаме тренинзи малце. Ми е подобра на стендап играта, ама пак не сум толку, што знам, уште уведена во тој. Искуство треба, мислам, дека повеќе, може понатаму ќе ми биде се едно и горе борбата и доле, мада сега ми е некако повеќе ми да на земја. Добро, значи она што следи е ADCC на 2 ноември, рековме ти си лицето на евентот, како стигна да бидеш лице на тој евент, значи толку ги имаш освоено тие луѓе таму што решија да стават така на банер, да кажеме, кога се види самата очекувано, ти беше неочекувано. За мене беше неочекувано, например, кога беше неочекувано, се будам едно соба и гледам сите ми пратилат слики. Што е ова сега? Па од минатиот евент што беше исто така во Белград, стигнав до финална борба, кај што идеше уживо и на арена, па не слика, не снима, правевме интервјуа, дававме и најверојатно од тој момент велат борбата не знам, маде претходно доста пати сме учествувале на ADCC, поготово во Белград, и вајда дали приметиле нешто или... Затоа што таму има многу категории, плюс тоа сите тие категории се поделени на машки и на женски. И се доста надпреварувачи вака. Значи има да кажеме и сениори така. Добро, да, ама конкретно кај жените нема толку, еве на Балканов кај нас нема толку женски надпреварувачи општо во боречките спортови. И тој што ќе се истакне, тој ќе го стават, нема како некако за среќа или за несреќа. Сега не знае човек како веќе да гледа на тоа. Дали е предност или е слабост. Не, слабост е дефинитивно, затоа што ако немаш добра конкуренција на крајот, значи колку и да е промоцијата добра и така натаму, значи твојот личен квалитет. И следното прашање ми е Ивица е познат по тоа што он е влюбеник, да кажеме, во боречките вештини, но влюбеник е исто и во филозофијата позади боречките вештини. Зошто се некои работи такви какви што се? Колку, да кажеме, го следиш во тој правец? Колку те интересира тој теоретски дел позади целата оваа игра? Па, што знам. Од една страна, ми е татко, од друга страна ми е тренер, заедно се спремаме за надпревари, како и физички, така и психички, и дали ќе ми сподели некоја порака, дали мотивација или општо. Кога правиме муабет, мислам дека има голема улога во мојот живот, не мислам него има. Не сум сигурна, треба проверам, да. Проверам. Не, има, ама
како да кажам, како што ми е тренер у сала, така ми е и тренер у животот општо. Од тој аспект. А од аспект на, еве да кажем, да земеш сама да се едуцираш, пример, не знам, значи, настрана од Ивица има големи борци, да кажеме, кои што своите идеи ги пренеле во книги, во литература, во видеа, во шо и да е, значи, колку ти интересира таа страна на борешките вештини, тоа веќе не е тој компетитивен дел, туку е тој личен дел, себе развој, да кажеме, што го нудат самите борешки вештини, колку тоа ти е блиску сега или се уште не е насочена си кон борби повеќе? Добро, да, насочена сум кон борби повеќе, не знам, од тој дел воопшто и немам размислувано толку, така не знам што да ти одговорам. Добро, значи, чисто ме интересираш, што е нормално, мислам дека стварно се малце. Ивица е еден од тие. Знам дека е, за тој те прашав, но не мора да значи дека сите мораат да годат тој пат, така. Добро, ти посакувам многу успех во сите надпреварувања што следат и те чекаме со многу злато овдека. Кога ќе се вратиш со многу позитивни искуства, пред се задржи го спортскиот дух, значи тоа е нешто што го има кај тебе и дефинитивно е нешто што треба да задржиш. Понатаму многу ми се свија ако ќе видам дека има почит, дека има поздравување, победа, пораз, небитно. И те чекаме повторно. Така се надевам на поголеми успеси, па ќе видиме што ни носи понатака надпреварувачката сезона. Поздрав, па се гледаме. Мило ми.